Денешната пресконференција на ова јавно обвинителство е организирана со цел да дадеме одговор на голем број на прашања кои што дојдоа до нашето јавно обвинителство. Воедно денес тоа што сме тука со вас, ја исполнуваме и обврската за транспарентност во нашето работење и доследно почитување на ова начело на кое што не обврзува Законот за специјално јавно обвинителство. Ја известуваме јавноста дека како и до сега, така и во иднина, а и вклучително денес, информациите кои што ги соопштуваме во рамки кои што законските прописи тоа ни го дозволуваат, што подразбира дека доследно внимаваме на одредбите за класифицирани информации, како и тајноста на истрагите и предистражните постапки. Ја подсетуваме јавноста дека во целото наше постапување ние доследно го применуваме начелото на пресумпција на невиноста, со тоа што укажуваме за постоење на основани сомненија кои што произлегуваат од доказниот материјал во нашите истражни постапки кои што ги имавме до сега, меѓутоа потенцираме дека за нас секое лице е невино се додека со правосилна судска пресуда не се докаже спротивното. Најголем интерес и она што е примарна цел заради која што сме денес сите тука е да се осврнеме на прашањата кои што ни беа поставени во однос на одлуките за повлекување, на одлуките за помилување од претседателот Иванов. Сакаме да ви известиме дека истрагите и предистражните постапки продолжуваат. Рокот за поништување на одлуките, кој што законот го препиша и законските измени го дозволија, се разбира, се уште не е изминат. Така што ние очекуваме и веруваме дека претседателот ќе ги исполни своите уставни обврски и ќе постапи согласно законските можности, па во насока на духот на владењето на правото ќе овозможи реализација на правдата. Нашиот став, како што веќе беше искажано од наша страна, е да има доследна примена на начелото на владење на правото, што подразбира да не биде ова начело предмет на селективен пристап и предмет на било какви понатамошни ограничувања, бидејќи правдата не смее да има селективен пристап и не смее да се затскрива вистината. Воедно сакаме да ја информираме јавноста дека ние се уште го очекуваме одговорот од претседателот Иванов на нашето барање упатено за доставување на податоци во смисла на тоа од каде претседателот Иванов има информации за осомничени лица во наши тајни предистражни постапки. Нашето барање беше упатено на 15.4.2016 година, со оглед дека не добивме одговор, упативме ургенција на 9.5.2016 година и очекуваме дека и покрај доснењето на одговорот, сепак од страна на претседателот Иванов ќе го добиеме бараниот одговор на нашето прашање. Сакаме уште еднаш да ве увериме дека ние сме тука и работиме. Значи, продолжуваат сите активности како во однос на предистражните, така и во однос на истражните постапки. Како што ви е познато, имаме 7 истражни постапки во кои се опфатени 60 лица, а бројот на предистражните постапки е во континуиран пораст. Со оглед дека се тајни предистражните постапки, се надеваме дека јавноста наоѓа разбирање за тоа дека не сме во можност во овој момент да споделиме дополнителни податоци за нашите предистражни постапки. Она што би сакале да го кажеме, а од исклучителна важност, е дека во овие предистражни постапки голем дел се фокусирани на финансиски истраги. Финансиските истраги за познавачите јасно е дека бараат одреден временски период за целосно да се собере и анализира доказниот материјал, за потоа да може да се влечат заклучоци во однос на она што ќе биде производ на самата предистражна постапка. Сакаме да кажеме дека ваквото наше делување има исклучиво цел да покаже дека криминалот не е активност која што се исплати. Така што лицата кои што се бават со криминал, освен кривична одговорност, ќе сносат и материјална одговорност, односно имотната корист која што ја прибавиле од кривично дело ќе им биде одземена. Сакаме да укажеме дека нашето постапување е неселективно. Ние постапуваме согласно Уставот и законите, третирајќи ги сите лица еднакви пред Уставот и законите, без било какви исклучоци. Сакам, пред да преминеме на прашања, сакам и морам, како потпарол на ова јавно обвинителство, да изразам загриженост за неточности поврзани со нашата работа кои што беа проследени во одредени медиуми во изминатиот период. Ова јавно обвинителство доследно го почитува начелото на транспарентност, целосно и секогаш се труди да ви обезбеди навремени и точни информации, како не само медиумите, туку и јавноста би биле точно информирани. Ние ќе продолжиме со ваквото наше постапување во иднина. Сите информации ќе ги објавуваме на нашата интернет страница, со цел да нема
погрешно интерпретирање и вадење од контекст на наши изјави, во иднина ве известуваме дека ќе биде објавуван на нашата веб страна неделен преглед на изјави кои што ова јавно обвинителство ги дало по повод новинарски прашања, па сите ќе можат да имаат увид и во официјалниот став и начинот на кој што информациите се презентирани од ова јавно обвинителство, а не од одредени медиуми. Сега може да започнеме со прашањата. Повелете? Имам три прашања, ако ми дозволите. Првото прашање, во последниот период се дигна многу фама околу вашето примање. Дали е точно дека платите на јавните обвинители во специјалното обвинителство се меѓу 2.000 и 3.000 евра? Второто прашање би било околу ангажирањето на Мирослав Грчев, поранешниот градоначелник на СДСМ, за вештак во Космос. Зошто е токму Грчев избран и дали не можеше некој друг да биде вештак? На тој начин сомнежот на јавноста би бил намален. И третото мое прашање, што се случи со реновирањето на вашиот објект? Зошто сте толкова ги бидете во објект? Вака. Точни се информациите за личните примања на обвинителите во ова јавно обвинителство. Меѓутоа, сакаме да потенцираме дека сите плати, додатоци на плата, се пресметуваат согласно законските одредби и не ги надминуваат границите кои што законот ги предвидува. Заради специфичноста на работата, сакаме да ја информираме јавноста, имајќи ја пред се предвид и обемноста на работата со која што се соочуваме. Вработените во ова јавно обвинителство, односно јавните обвинители, примаат и дополнителни надоместоци, кои што исто така се во рамки на законските прописи и секако за сето ова се поднесени уредни годишни даночни пријави. Мора да укажеме дека сите примања и сите финансиски движења на ова јавно обвинителство, односно обврски кои што ова јавно обвинителство ги има преземено, се во рамки на одобрениот финансиски план од страна на собранието, не ги надминуваат овие рамки. И детални податоци ќе имате со објавувањето на 6-месечниот, вториот 6-месечен извештај за нашата работа, кој што ќе биде објавен во септември, каде што ќе може да видите точно на кои ставки се потрошени финансиите на ова јавно обвинителство. Тука би се надоврзала и со објектот, значи во финансискиот план ќе бидат содржани и трошоците кои што беа поврзани и со самиот објект. Тука сме се уште, затоа што се уште траат постапките за јавни набавки, конечно привршуваат, се надеваме дека од септември веќе ќе работиме во новиот објект и од таму ќе ги преземаме сите идни активности. Би сакале исто така да ви одговориме и на прашањето околу ангажирањето на вештото лице. Значи, ова јавно обвинителство донесе наредба за спроведување на вештачење. Во наредбата избра високо образовна институција која што согласно Законот за кривична постапка може да врши вештачење. Тоа е Архитектонскиот факултет. Ова институција беше избрана по принципот дека е најстара институција од оваа област, која што има најмногу искуство при вршење на ваков тип на вештачења и ужива висок кредибилитет во судството. Ние не определивме поименично кое лице ќе биде побарано за вешто лице, туку беше оставено на самиот архитектонски факултет од рамки на вештите лица, кои што во факултетот постојат, да го избере вештото лице кое е соодветно да изврши таков тип на вештачење какво што беше побарано. Од кога стигна вештачењето кај нас, ние утврдивме дека се работи за лице кое што не постојат основи согласно Законот за кривична постапка да биде изземено. Доколку пак од страна на одбраната или други од страна на одбраната во конкретниот случај, постојат сомненија дека вештото лице не постапило согласно законските одредби, имаат законска можност да ангажираат технички советници, секако сето тоа може да се направи во фаза на истрагата, да се видат нивните согледувања, ние сме отворени за соработка во тој дел, меѓутоа законски основи за иземање на вештакот во овој момент нема и ние сме обврзани да постапуваме исклучиво согласно законот. Други прашања? Продолжение на ова, за тоа на кратко ќе се земам право. Во духот на владење на правот и правдата, кој пошто го повикавте председателот да ги почитува овие принципи, вие не сметате дека исто така треба и покрај тоа што нема законски конкретен основ за иземање да укажете на Архитектонскиот факултет дека Мирослав Грчев во јавноста ќе ви го наруши угледот со вештачењето, знаете како знаеме за кого се работи, за политички
соперник на обвинетите. Знаете И како? да изработи најсовршено вештачење како во јавноста ќе го покриете. Знаете како? Ние се грижиме да постапуваме согласно законот и согласно законските прописи. Во ниту еден момент не е прекршена никаква законска одредба од наша страна. Како што кажа, постои можност доколку се сомнева одбраната. Значи, доколку се сомнева одбраната во вештачењето, може да ангажира технички советници и доколку се покажат различни резултати, тогаш стои наша законска обврска да извршиме усогласување на тие вешти мислења. Перцепцијата на јавноста е тоа, мора да се знае дека ние постапуваме согласно законот, постапуваме професионално, како до сега, така и во иднина, и сметаме дека како што постапуваме ние, така треба да постапува и секое вешто лице, така што одговорноста за професионално и совесно постапување си ја носи секој поотделно. Повелете? Обвинителке, малку сега нели ќе шараме од темите. Актуелна исто така беше една тема периодов за, како што тврдите, ваш сведок кој што сам ви пристапил, Така е. меѓутоа кобно заврши неговиот живот. Во соопштенијата кои ги реферувавте во јавноста и во консултации нели со вас, зборувавте дека лицето Коста Крпач имал закани и притисоци за кои што вие имате и докази. Каде специјалното јавно обвинителство ги пријави тие закани и дали побаравте негова заштита? Вака, лицето Коста Крпач, како што кажав, доброволно се јави за да биде сведок во една постапка предистражна, која што се уште не е објавена во ова јавно обвинителство. Малку сме ограничени заради тајноста на предистражната постапка со сите информации кои што и по однос на овој случај може да ги дадем. Не се работи само за наша предистражна постапка, туку се работи за предистражна постапка на основното јавно обвинителство Скопје и не би сакале да ја нарушиме тајноста и на нивната предистражна постапка. Она што можеме како јавен податок да го дадеме е дека ние имаме изјава од лицето Коста Крпач со која што тој нас ни укажува дека постоеле такви закани. Затоа е известено јавното обвинителство Скопје, доказите кои што ги поседуваме се тука кај нас, меѓутоа упатени се, доставени се до основното јавно обвинителство Скопје сите релевантни информации кои што можат да им послужат во таа постапка и се разбира, како што кажав, се работи за сензитивни информации и за предистражни постапки кои што се во тек и не можеме во оваа насока во овој момент на јавноста да ја обезбедиме дополнителни податоци. Се разбира, кога ќе заврши предистражната постапка пред основното јавно обвинителство Скопје и кога ќе постојат услови за објавување на исходите од нашата предистражна постапка, без оглед дали таа ќе доведе до истрага или ќе доведе едноставно до отфрлање на водите кои што ги имаме во тој предмет, секако јавноста ќе биде известена за сите околности околу тој случај. Во овој момент тоа е се што можеме да го кажеме за тој сведок. Неговото пристапување кон нас не е пријавено во Министерството за внатрешни работи, затоа што кога имате лице кое што бара статус на заштитен сведок, ваша должност е да го сочувате неговиот идентитет, а не во Министерството за внатрешни работи да пријавите дека токму тоа лице бара таков статус од вас и се соочува со соодветни закани. Повелете? Молам? Постапката не знаеме до каде, ние она што официјално го направивме е што доставивме до собранието, нели, предлог, текст кој што би одел во насока на задоволување на потребите на ова јавно обвинителство во доменот на заштита на сведоците и за подетални прашања ќе мора да се обратите во собранието, немаме информации до каде е таа постапка. Поштувањето на делумната аболиција, не кажавте конкретно како тоа ќе влијае на вашата работа, нели бидејќи кажате имате многу предистражни постапки, но и лица кои што биле во некои од вашите веќе објавени акции. Како сега тоа ќе се одрази, дали? Значи делумната, како што кажав, се уште тече рокот на председателот и веруваме дека председателот ќе ги отповика и другите одлуки за аболиција од една страна, од друга страна во делот на аболициите кои што веќе се поништени, постапките нормално си продолжуваат и немаме пречки за понатамошно работење. Во другиот дел ќе видиме како ќе се одвива по завршување на рокот. Како ќе продолжат постапките, бидејќи од кривичниот суд се повикуваат на вас како странка во тие процеси, например кога ќе продолжи распитот на Јашуловска, што беше прекинат, градоначалникот на Битола, на кој исто така му е повлечена аболицијата и останатите лица кои што беа нарачатели во еден процес, а беа аболирани, па поради тоа не беа осумничени. Постапките во иднина ќе продолжат во смисла што
сите активности кои што ние ќе ги преземаме, ќе ги објавиме, а секако ќе бидат преземени активности кои што ќе значат продолжување на сите овие постапки од аспект на обезбедување на мерки на предпазливост према одредени осомничени. Ако колку што ве свати прашањето ви одеше во таа насока. Што се однесува до делот на постапките кој што е кај нас. Истрагите не се запрени до овој момент, иако имавме барања од одбраната на осомничените во одредени постапки истрагите да бидат запрени, сепак морам да укажам дека согласно членот 304 од Законот за кривична постапка не е предвиден рок во рамки на кој јавниот обвинител може да донесе одлука односно мора да донесе одлука за запирање на истражната постапка, и во оваа насока, имајќи предвид дека Законот за измени и дополнување на Законот за помилување предвидува еден рок за председателот кој што се уште не е истечен и може се уште да се делува на повлекување целосно на аболицит, ќе почекаме да истече тој рок. Велете? Кој побарал рековте до одбраната? Да. Побарале повлекување на постапката? Вака сега имињата ги немам, дополнително ќе мора да ве известиме. Сепак знам дека е побарано запирање на постапките во истражните постапки. Дел од осомничените лица преку нивниот адвокатски тим во постапките по предметите за кои што имавме отворено истраги, а тоа се Титаник, Тврдина, ТНТ, Тортура и Транспортер, и во една предистражна постапка поврзана со незаконското прислушкување. Меѓутоа, како што кажав, дополнително преку писмено ќе ви појасниме точно кои лица побарале, преку кој адвокатски тим повлекување. Лица кои што ги посочите во овие случаи, во изјави во медиумите кажуваат дека не се чувствуваат виновни и дека вие сте политичка организација која што работи по политички диригенции. Како вие гледате на тоа? Значи, ние не ги коментираме, не е наша работа да ги коментираме изјавите на политичарите и политичките партии. Наша работа е да спроведуваме истраги во насока на откривање дали постојат кривични дела во поврзани кои што произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Значи, ние работевме и во иднина ќе работиме исклучиво врз основа на расположливи докази, се извинувам, и законските одредби кои што ни стојат на располагање. Целосно го почитуваме начелото на пресумпција на невиност и секогаш имаме обемен доказен материјал пред да излеземе и пред да објавиме било каков предмет. Она што нас не одликува како јавно обвинителство и кое што повеќе пати сме го повториле е што имаме неселективен пристап и за нас буквално сите се еднакви пред уставот и законите без исклучоци, тоа морам повторно да укажам. Повелете? Еве, помина 6 месеци од вашиот 13 година и пол рок, кој што според законот, практично за подигање обвиненија, тоа е 1/3. Се уште зборуваме за предистражни постапки и неколку истраги. Во таа смисла, кога може да се очекува прва на јавно обвинителска одлука во смисла на покренување на обвинение пред се? Тоа е првото моје прашање. Второто прашање се однесува на оние материјали кои што не беа јавно објавени, односно Сетоли Кортуш го предаде опозицијата. Дали во досега отворените предистражни постапки е отворено нешто од тие материјали, докаде нивното преслушување, кога треба да заврши, дали ќе стигнете во роковите? Бидејќи еве 1/3 побина, имало или немало притисоци или обструкции, времето тече. Така. Рокот точно е дека изминува, меѓутоа кога може да очекуваме обвинение е прашање на кое што не можеме да дадеме прецизен одговор, од причина што се разбира тоа зависи од обемот на доказниот материјал кој што ќе биде собран и во моментот кога тој ќе биде доволен да упати на еден повисок степен на основано сомнение и можност да поведување на обвинение, секако по завршување и комплетирање на истрагите, тогаш може да се зборува, сега не би можеле да прејудицираме со никакви дати. Што се однесува до обемот на прислушкуваните материјали за кои што ме прашавте. Значи, од наша страна правена е известна статистичка анализа. Како што кажавме, имаме примено 540.646 аудио записи кај нас. Да земеме просек дека еден аудио запис трае 90 секунди или минута и пол. Нашите анализи покажуваат дека за 220 работни дена 11 обвинители, доколку 3 часа дневно слушаат од материјалите, ќе им треба повеќе од година и пол само да ги преслушаат материјалите. Тука секако ќе треба да се земе предвид и дека потребно е да се соберат и соодветни докази во насока на анализа на материјалите, така што можеме да кажеме дека ова состојба, овие пресметки статистички говорат во насока на
тоа дека навистина рокот е нешто кое што не притиска од повеќе аспекти. Како ќе го решавате? Ќе барате плюс обвинители, ќе барате измена на законот, може? Ние веруваме, не сме надлежни да бараме промена на законските прописи. Може да, ги кажуваме фактите кои што стојат, за да се подигне свеста за обемот на работата со која што се соочувам. Верувам дека ќе се направат напори да се изнајде механизам, да се надмине оваа состојба која што ја имаме, затоа што во примарен интерес на сите нас и на граѓаните во Република Македонија е целосно да бидат ревидирани сите незаконски преслушкувани разговори и да имаме целосен увид што е тоа што како криминогена содржина е содржано во тие разговори и што треба и мора да биде предмет на истраги. Така што верувам дека во тој насока на тој заеднички интерес ќе се изнајдат решенија на прашањата кои што ме ги постави. Значи ние имаме така. Значи вака. Така. Да, така е. Значи, ајде, може да одговорам, па запомнете го прашање. Значи вака. Во однос на експертите би потенцирале дека имаме ангажирано експерти. Законот за специјално јавно обвинителство ни дозволува да ангажираме експерти. За нивниот ангажман, кај нас изработен е пред нивниот ангажман, се разбира правилник, врз основа на кој што ние определуваме критериуми по кои што ги ангажираме експертите и се определува секако надоместокот на експертите. Точна листа на експерти во овој момент не можам да ви дадам, писмено ќе ви ја доставиме, нема никаков проблем. Писмено ќе ви ја доставиме листата на експерти, нема никаков проблем, како што ви кажав, и сите нивни примања секако како што кажав ќе бидат дел од 6-месечниот извештај кој што транспарентно ќе биде објавен во септември и ќе биде ставен на сите на располагање. Првото прашање не можам да се сетам, се извинувам. Вака, во однос на прашањето дали се предадени сите материјали, тоа не можете нас да ни го адресирате. Од она што ние знаеме и што опозицијата го тврдеше кога ги доставија материјалите е дека нас не се предадени сите материјали со кои што тие располагаат во моментот кога ги донесоа тука материјалите. Тоа ни е нас како информација која што ни е пренесена. Од друга страна, ние сме сведоци дека имаше објава од страна на министерот за внатрешни работи дека во еден предмет кој што се води во основното јавно обвинителство имало незаконски прислушкувани материјали. Тие материјали, иако се работи за државна институција која што ги знае обврските согласно Законот за специјално обвинителство и знае дека треба да ни ги достави материјалите на нас, исклучиво зборувам за незаконски прислушкуваните материјали, се уште не ни се доставени. По однос на приватните разговори кои што ги споменавте, кај нас се водат веќе предистражни постапки, ангажирани се домашни и меѓународни институции, се со цел да се дознае од каде се тие материјали објавени, кои тие материјали ги поседували, дали се работи за автентични материјали или не, така што се преземаат сите активности со цел и ние да... Значи, ве молам, постапките предистражни се во тек за тие предмети. Така што, во моментот кога ќе биде комплетирана предистражната постапка и кога ќе имаме ние целосни наводи, тогаш ќе можеме да излеземе со точна и прецизна информација за тоа кој не само ги објавил, туку од каде доаѓаат и дали се работи за автентични материјали. Така што, обврската по тие предистражни постапки, да се води предистражната постапка е наша и таа совесно и одговорно ја преземаме. Повелете? По преземање на случајот шпион. Кажете? Сите знаеме дека еден од осомничените, дали го обвини човекот, е новинарот Зоран Божиновски. Дали го преземавте и него како посебен случај, бидејќи за него беше издвоена постапка? Не се, тој предмет го немаме преземено, решението се однесуваше само на предметот шпион, со оглед дека постапката, како што кажавте, беше прекината, ние не бевме официјално известени од страна на судот и од страна на обвинителството за организиран криминал во моментот кога лицето беше екстрадирано, што ќе се случува во иднина, во овој момент не сум во можност да ви одговорам. Не би можела во моментов да ви одговорам на тоа прашање. Помнавте дека Крпач дал изјава во која што тврди дека живее под закани и уцеви. Дали други сведоци имаат такво нешто? Не можеме такво нешто да ви кажеме, се разбира, тоа е затоа што мораме да ги штитиме интересите на сите лица кои што доаѓаат пред ова јавно обвинителство и сите сведоци. Знаелас како е
question, do you worry about your personal safety? Because I know that the Judge Falcone is a great inspiration for Katice Janova. He took on the Italian mafia. You're in quite a tense situation here in Macedonia. Do you have special protection? Прашањето за безбедноста, мора да кажеме дека ние начално се чувствуваме сигурно. Секако не можеме да кажеме дека не постојат никакви резерви наши во однос на прашањето за безбедност. Сепак во моментот кога ќе процениме дека постојат високи ризици за нашата безбедност, ќе бидат ангажирани дополнителни ресурси од страна на Министерството за внатрешни работи, како што е законската процедура, иако како што напоменав, начално сега се чувствуваме безбедни, што не значи дека доколку се променат околностите нема да побараме соодветна заштита, и како што напоменав, сепак мора да се знае дека и ние сме навистина предпазливи и со резерва кога станува збор за ова прашање. Министерството за внатрешни работи се уште го обезбедува домот на обвинителката Фатиме Фетај, така што тоа си продолжува како активност и обезбедувањето воопшто не беше повлечено. Обвинителке, дали Тортевски и Шкарич се на вашата листа експерти, бидејќи медиумите овој период доста пишува на таа тема? Да, професорот Шкарич и адвокатот Тортевски се, мислам дека се, ќе морам да проверам, меѓутоа мислам дека се ангажирани од ова јавно обвинителство, со тоа што, како што ви напомена, детална листа, за да не шпекулирам и да кажам нешто што не е точно во овој момент. Ја немам листата на експерти пред мене, детална листа ќе ви биде дополнително дадена и дополнително ќе имате увид со нашиот 6-месечен извештај и во финансиите кои што вие експерти ги имале. Се разбира, кажав дека сето тоа е согласно правилникот и законот за специјално јавно обвинителство. Сега вака, ние како што кажав, напоменав дека не е наша работа да го коментираме делот на коментари и изјави на политичари и политички партии, исто така во доменот на нашето работење не спаѓа давање на коментари за општествени процеси кои што се случуваат во Република Македонија. Ние имаме специфична задача, тоа е истражување на кривичните дела кои што се поврзани и произлегуваат од незаконското следење на комуникации. И колку да се обидува, да се прават обиди во јавноста да се прикаже нашата улога и нашето постоење сосем поинакво, ние ја уверуваме јавноста дека исклучиво работиме во утврдување на тоа дали во незаконски прислушкуваните материјали постојат елементи на кривично дело и елементи на кривична одговорност на било кои лица, независно од нивната политичка припадност. Така што во тој дел можам да ви кажам дека не е наша работа да ги коментираме општествените процеси. Тоа е едното прашање. Другото прашање, ние веруваме дека согласно законските прописи постапува секој професионалец кој што има соодветни лиценци од државни институции за постапување согласно законски прописи. Вештите лица и сносат одговорност за давање на нестручно и несовесно вешт наот и мислење. Така што во овој момент ние цениме дека согласно законските прописи предпоставуваме и се надеваме дека е така, вештото лице дало објективен наот и мислење и дека доколку се докаже некоја спротивна ситуација, како што кажав, спремни сме да ги соочиме фактите и да видиме за што всушност станува збор. Имате суди со финансиска полиција, не ви даваа истражители, најавивте дека дисциплинска постапка е покрената. Така. Дали е покрената, дали има било што ново по прашање, односно дали ви дадоа сепак истражители или дисциплинската? Да, значи истражител од финансиска полиција беше побаран, само еден истражител беше побаран и не ни беше доделен. Истражителот од тие и покрај тоа што упативме ургенција до директорот на управата за финансиска полиција со оглед дека не беше постапено ниту по нашата ургенција, ние испративме до министерот за финансии иницијатива за поведување на дисциплинска постапка. Морам да појаснам дека ние сме надлежни исклучиво за давање на иницијативи и немаме можност ние да бидеме тие кои што ќе ја иницираме дисциплинската постапка. Се надеваме дека министерот за финансии ќе ги има предвид сите укажувања кои што ги испративме до него во иницијативата. Кога сме веќе кај несоработката со државните органи, би сакала да напоменам и дека и од други државни органи имаме проблеми во смисла на
доставување на барана документација во рокот во кој што го бараме и толкување на законските одредби на начин кој што ја на некој начин времено или целосно ја ограничува нашата работа, сепак сакаме да дадеме уверување дека во иднина веруваме дека ваквиот тренд ќе се промени. И како подкрепа на ова дека имаме позитивни примери во работењето се деловните банки. Мораме да напоменеме дека со деловните банки имаме склучено меморандуми за соработка и дека соработката со нив се одвива безпрекорно, што е од наше особено значење за непречено спроведување на финансиските истраги. Значи јас како што кажав, не, како што кажав, ве молам, колку се сведоци на листата на полиција во Ориле до 56 милиона што ги достави, што ги помилува. Добро. Колку се сведоци, колку се осомничени лица. Добро. И трета работа што е спомнате за министерот за внатрешни работи господин Очаков, тој е вели дека одредена бројка спомнува дека се најдени во другата постапка кај Чавош. Така. Тој тврди дека тие материјали не се кај вас. Каква била вашата соработка со Чавков, значи како сте му ги покажувале тие материјали за да он утврди дека тие материјали не се тука. Вака. Оди таа постапка, бидејќи еве никој во ред. Меѓутоа тој знае што има. Ве разбирам. Сега ќе ви објаснам. По однос на прашањето за сведокот Коста Крпач. Не даваме информации, како што кажав, се работи за предистражна постапка. Предистражната постапка се води пред основното јавно обвинителство Скопје по повод смртта на лицето Коста Крпач. Не сакаме да даваме било какви изјави со кои што може да им наштетиме на таа постапка. Верувајте дека до основното јавно обвинителство Скопје се доставени сите податоци кои што ние ги имаме. Така што без оглед, значи кога ќе заврши постапката, доколку е потребно ќе ги соочиме нашите барања што известувања што сме ги доставиле, нивните тврдења и така натаму. Во овој момент најважно е дека ние веруваме дека тоа обвинителство професионално и непристрасно пристапува при одлучување на сите факти во тој случај. Немаме сомнение во колегите дека темелно и детално работат на тој случај, се разбира со особена посветеност заради сензитивноста на целата ситуација, меѓутоа не можеме да се дрзнеме во давање на коментари и во објавување на податоци кои што директно на нив можат да им наштетат. Тоа е за вашето прашање по однос на сведокот Коста Крпач. По однос на министерот за внатрешни работи. Нас не ни е познато од каде министерот за внатрешни работи знае дали разговорите кои што се пронајдени во тој предмет за кој што зборуваше се или не се примени кај нас. Ние немаме увид кои се тие разговори, нити пак било побарано од нас да извршиме компарација дали тие разговори се или не се содржани во обемот на прислушкувани материјали кои што до нас беше доставен и се надевам дека на тоа прашање ќе добиете одговор од министерот, а не од нас. Имаш уште едно прашање, го испуштив? Вака. Да. Вака сега, мора да потенцираме дека на списокот за аболирани лица имаше лица кои што се осомничени, се разбира, имаше лица кои што биле во својство на сведок како лицето Коста Крпач, имаше лица за кои што до тој момент до кога беа помилувањата не беа поведени никакви постапки, односно немаа никакво својство кај нас, нити својство на осомничени лица, нити својство на сведоци. Ова го потенцира затоа што имавме лица единствено, како што имавме вршено претреси, се разбира за потребите на предистражни постапки и тие лица се најдоа на оваа листа. Од помилуваните лица, вкупната бројка ја имате објавена во Службен весник. Од нив можеме да кажеме дека во Титаник не се повлечени аболициите за 5 лица, во Тврдина не се повлечени аболициите за 3 лица, во Тортура не се повлечени аболициите за 6 лица и во ТНТ не се повлечени аболициите за 2 лица. Точно колку сведоци има, освен за лицето Коста Крпач, не можам да ви кажам, значи Коста Крпач со сигурно беше сведок. Она што можам да ви го кажам е дека постојат уште неколку лица кои што не се водеше воопшто постапка за нив пред ова јавно обвинителство. Точна бројка ќе ви доставиме преку мејл, нема никаков проблем. Немаа својство тие лица кај нас, ме разбирате? Значи не беа нити други во својство на сведоци во овој момент, до тој момент додека беа повлечени аболициите, немаше сослушано во својство на сведок друго лице, мислам барем ќе мора да провериме од тие за кои што беа повлечени. За колку лица не се поднесени, бидејќи и тоа е ваш предмет? Да, во Пуч не се поднесени за 2 лица.
2 лица се останати непомилувани. Ние очекуваме сите аболиции да бидат повлечени. И кога го споменавте Пуч, би сакала да напоменам дека сме во многу незавидна ситуација во тој предмет. Иако постојано се обидуваме како јавно обвинителство проактивно да настапиме во тој предмет, сепак таквото нешто за жал ни е оневозможено од Основниот суд Скопје 1 Скопје. Имено за потсетување, баравме да ни бидат доставени копии од доказите во предметот Пуч и вакви копии од доказите не ни беа доставени. Апелациониот суд, предметот отиде по жалба до Апелациониот суд Скопје. Апелациониот суд Скопје донесе решение и тоа го објавивме, во кое што јасно укажа дека Основниот суд Скопје 1 Скопје ги повредил законските одредби и не постапил согласно законските одредби кога го одбил нашето барање да ни ги предаде копиите на доказите. Апелациониот суд јасно му укажа на Основниот суд Скопје дека кај нив стои обврска нас да ни се обезбедат копии од доказите. И покрај ваквиот факт, до ден денес нас се уште не ни се обезбедени. Основниот суд Скопје 1 се уште нема постапено по нападствијата на Апелациониот суд и во овој предмет. Уште едно прашање и завршувам. До сега се вашето обвинителство покрена повеќе кривични истраги, во кои главни осомничени се водат бивши и сегашни функционери на ФНБ. Така. Дали ова значи дека коалиционот партнер, односно дуј во случај, како кај вас како обвинителство нема осомничени лица? Не значи, сакаме да потенцираме дека до сега сите постапки кои што беа отворени и сите истраги кои што ги објавивме беа базирани на основа на јавно објавените прислушкувани материјали и предметите кои што како први предмети ги презедовме од основните јавни, односно од јавните обвинителства во Република Македонија. Според тоа, токму се таму лежат и причините зошто во првите истраги кои што ги објавивме, тоа беа првите предмети што ги презедовме, се офатени овие лица. Се разбира во иднина, доколку преслушувањето на материјалите и сите други работи покаже дека и други лица се инволвирани од било која политичка партија. Повторно потенцирам, без оглед дали се работи за политичари, дали се работи за државни службеници, и без оглед од која политичка партија доаѓаат, секако ќе бидат водени соодветни постапки и против тие лица. Се уште не. Мора да потенцираме дека веќе кога прашувате за случајот Монструм, тоа и за многу други случаи. Преслушувањето на материјалите сега моментално, кое што се одвива тука, е прилично ограничено согласно можностите и техничките услови кои што ги имаме. Очекуваме, како што кажав, некаде од септември веќе активно да работиме во новите простори. Во текот на летото имаме акционен план како да се преселиме, се разбира со зачувување на тајноста на сите тука постапки. Таму веќе ќе имаме и соодветен софтвер кој ќе ни помогне во анализата на преслушување на материјалите, така што верувам дека после септември ќе имаме одговор на многу прашања за преземање на многу предмети, меѓутоа точно кога тоа временски ќе се случи, не би можеле сега да ви кажеме. Осуденикот Капелин Дрисов 3 пати е донесен во така? на САИ. Е. Он е повикан тука за исказ во врска со досегашните случаи? Да, со јавно објавените случаи, повикане и се разбира, таа се работи за предистражна постапка, која што се уште е во тек. Штом ќе имаме новости за таа предистражна постапка, секако ќе ве известиме. Колкав хендикеп се аболициите и вака што се сега половишни, односно дали тоа сериозно влијае на вашата можност да успеете да изградите предмет кој што би завршил со јавно обвинителство? Делумните аболиции, кажав и претходно, го отежнуваат спроведувањето на владењето на правото, затоа што имаме селективен пристап. Треба да се овозможи ние да имаме неселективен пристап, да имаме отворени раце, да ги спроведеме ние целокупно истрагите такви какви што се и да видиме, да не преюдицираме од старт кон што ќе водат тие истраги, да оставиме доказниот материјал што ќе биде собран и анализата на доказниот материјал да кажат што всушност ќе биде резултат на тие истраги, а не тие истраги да бидат попречувани од преку аболициите. Ви благодарам на вниманието. Сите други прашања ве молам доставете ги на имейл адресата, се разбира, ќе ви доставиме одговор што е можно поскоро.